Започнавте една хуманитарна акција за собирање помош за семејствата кои што настрадаа со последните поплави во Скопје. Каков е интересот на граѓаните? Дали континуирано се донира? Што се донира и каде се распределува натаму оваа донација? Значи третен веќе како носиме помош, како собираме овдека пред Вероцентарот. Одзивот на граѓаните е одличен. Со нашите волонтери, со нивните сопствени возила носиме директно на луѓето во домови, бидејќи пунктовите таму што се од Црвениот крст и од другите организации не функционираат како што треба. Според она што го знаеме од терен, помошта се дели на партиски луѓе, по верска основа, по национална основа. Ситуацијата е критична во пунктовите и затоа сето тоа што ќе го собереме овдека се носи директно на луѓето во домовите кои што највеќе имаат потреба од тоа. Одзивот е одличен, како што ви кажав. Луѓето донираат, до сега не можам да ви кажам точна количина, меѓутоа 50 возила полни комбиња, джипови до сега тоа што го собравме е доставено помош на граѓаните. Кој се е вклучен Значи во иницијативата, дистрибуцијата на помош? иницијативата ја почнавме на Facebook и на Twitter, вклучени се волонтери и ни помага една хуманитарна организација, Витински дела на љубезност од вчера почна да ни помага со нивно возило и со нивни луѓе исто. Рековте дека се дели помош по верска, по партиска основа. Што со граѓаните кои не се определени? Значи, во моментот такви се информациите кои што ги добиваме од таму. Има луѓе кои што се заглавени во своите домови, не можат да искочат, улиците се поплавени, не можат да отидат до пунктот да си земат помош и затоа ние им делиме директно таму на лице место. Не знам што да ви кажам, тотален хаос и лудило не се опишува тоа што се случува на терен. Со какви проблеми конкретно се соочувате? Функционираат ли институциите воопшто во овој период? Значи, проблемите најчесто се од логистичка природа. Таму е тешко да се пројде до улиците, се уште не се очистени споредните улички, главните улички од вчера се проводни, меѓутоа споредните улички се тотално има се уште затрупани со повеќе од пола метро вода и кали и се што е надојдено од поплавата. Тоа во моментот е најголем проблем. Потребни се уште повеќе волонтери и луѓе со возила кои што ќе може да дојдат да им се доставува помошта на граѓаните директно до врата. Кои населени места се најзагрозени? Значи, најзагрозени се селото Сингелич, населбата Сингелич, Стајковци, Срешево, Брњарци, Смилковци, секаде. Значи, тоа е една огромна територија, огромно пространство, голема е површината. Реагираме таму каде што имам информација дека треба да се реагира, таму се доставува помошта. Апелирате во моментов исто до надлежните институции, дали лично се обративте некаде како граѓански активисти? Значи, пробавме првиот ден да се обратиме во Црвениот крст, од таму добивме многу чудна некоја реакција, дека не требало да се собирала помош, дека они ќе завршеле таа работа, меѓутоа телефоните нонстоп ни звонеа луѓе очено молеа за помош. Не можеме да оставиме само на Црвениот крст, бидејќи апсолутно сум сигурен дека не се во моментов способни да го направат тоа што треба да се направи. Тотално се дезорганизирани. Не можам да ви кажам ништо повеќе околу тоа, за да направам поголема штета. Постојат некои гласини дека наводно помошта која што вие ја собирате, натаму некој ја зема и ненаменски ја троши, да не речем ја злоупотребува или употребува за своји цели, без да стигне до конечниот корисник, за кој што е наменето. И ние сме сведоци на тоа и такви се информациите кои што ги добиваме. Значи најчесто на пунктовите се случува многу често да доаѓаат луѓе кои што не се загрозени, кои што немале штети од поплавата, доаѓаат си земаат помош или помошта се дели по некаква партиска основа, верска, не знам како функционира тоа таму, меѓутоа луѓето кои што се најзагрозени помошта не стигнува до нив. Како според вас да се реши овој проблем сега? Значи немаме ние решение, ние сме овдека само иницијативно се организираме, пробуваме самите да им донесеме помош на луѓето кои што највеќе им треба, тоа треба да си го преземат институциите, меѓутоа евидентно е дека нешто не функционира таму.